Тетово ја доби првата невролошка специјалистичка амбуланта која на граѓаните им нуди комплетна дијагностика на невролошките заболувања и соодветен третман. Истата ќе нуди и домашна поседа во однос на прегледот и на терапијата. За прв пат во градот на едно место сите невролошки процедури брзо, се надеваме ефикасно, нели? При што пациентите ќе добијат и брз, ефикасен третман. Ординацијата нуди повеќе услуги, нормално, невролошки статус, преглед невролошки, потоа кратка евалуација на когнитивниот статус, што се однесува го покриваме полето на деменции, што е сега многу актуелно. Од дијагностика имаме електроенцефалографија и тоа правиме електроенцефалографија нативна во будна состојба, по потреба каде е потребно и во сон, и нормално видео ЕЕГ, краткотраен мониторинг. Освен тоа, правиме и ултразвучен преглед на вратните екстракранијални крвни садови, што е многу актуелно сега во превенција на мозочниот удар. Во најава ни е и електромионеврографот. Тоа е апарат кој овозможува комплетна дијагноза, кога зборуваме за болести на мускулниот систем и на невромускулната спојка, така што сакаме да бидеме целосни, ефикасни и пациентите нормално да бидат задоволни. Нашите пациенти најчесто се врзани за постела, тешко подвижни, така што организираме и домашна посета и во однос на прегледот и во однос на терапијата. Дел од апаратите ни се портабл, тоа значи се подвижни и може да се изврши преглед и во домашни услови. Доктор Даниела го истакнува значењето на превенцијата на болестите, скринингот и навремениот третман. И затоа советувам, навремено јавување на преглед, воочување при првите симптоми реакција и најважно пациентите да не се чуваат во домашни услови. Постои тренд во нашава средина пациентите со деменција да бидат дома затворени, постои тренд пациентите со мозочен удар да се лекуваат во домашни услови и така натаму. Би замолила, би апелирала пациентите да се носат на навремени контроли, скрининзи и прегледи со цел да го подигнеме нивото на квалитетот на услуга. Новоотворената амбуланта ќе работи секој работен ден од 8 до 14 часот и во сабота од 9 до 14 часот. По потреба термини за пациентите ќе бидат закажувани во било кое време.